Втора блокада на струмичките улици за 1 месец. Екоактивистите во Струмица го губат трпението и бараат надлежните соитни мерки да почнат да го решаваат проблемот со аерозагадувањето. Велат дека почетните акции на општинските инспектори за животна средина и полицијата, во кои беа казнети неколку физички лица кои гореле жици за бакар, се охрабрувачки, но недоволни, бидејќи градот се уште се гуши. Бараат итно ревидирање на дозволите за работа на индустријските објекти и точно да се утврди дали одговараат на фактичката состојба. Велат, има многу загадувачи, но мора од некаде да се почне. Не може да се посочи само на еден. Официјалните лица ги посочуваат домаќинствата. Точно е дека домаќинствата преземат добар дел од загадувањето, ама имаме и други загадувачи. Голем загадувач е Еленица, која троши нафтен кокс без никакви филтри. Ама сведоци сме деновиве печката име во ремонт не работи, а имаме пак пикови со големо загадување. Дел од барањата на екоактивистите се и опремување на инспекторите за животна средина со нова и модерна опрема за следење и мерење на загадувањето. Мерни станици, рачни уреди за мерење, дронови, но и повеќе инспектори. Активистите можат да се гласни, но моќта за действување, велат, е во рацете на институциите. Осеќаме мирис на изгорена пластика, што кажува дека е нешто сумнително се случува. Многу мали погони користат својот отпад за грејење. Не знаеме дали е тоа, толку им се квалитетни печките, дали имат филтри. Ние не сме во состојба да ги лоцираме, да ги откриеме причинителите за загадувањето, ама го дишаме чистиот воздух. Утре активистите ќе го блокираат кружниот тек кај поштата, една од најфреквентните улици во градот, во периодот од 13 до 15:30 часот. Сметаат дека јавниот притисок е најефективното решение за најважните општествени прашања, па ќе продолжат со протести и блокади, се додека не се најде решение за загадувањето на воздухот.